Вторник, 13 февруари, кратки вести во 12 часот. Под покровителство на УНЕСКО денеска по 13 пат се прославува Светскиот ден на радиото. Како универзален медиум кој досега до различни заедници и маргинализирани групи, радиото е составен дел од секојдневието на многумина. Супер радио ја држи магијата жива, препознатлив медиум по обработката на програмата, маркетинг сегментот, музиката, но и со комплетна забавна, информативна и спортска програма. Со просечен неделен досек од 17,6% и дневен од 10,3%. Супер радио и понатаму останува водечки медиум во својот регион и еден од најпопуларните во Република Македонија. Потврда за работата на радиостаницата дојде и од локалната заедница со доделувањето на Свети Климентовата повелба за досегашната успешна работа и придонес за градот. Читатели на Охрид прес до редакцијата доставија фотографии од бројни запленети мрежи кои рибократците ги поставиле во водите на Охридското езеро пред езерската полиција во каналот Студенчишта. Ова доаѓа во време кога е се позабележително девастирањето на живиот свет, особено рибата, од кои најбарани се пастрмката, белвицата и крапот. Од другата страна на езерото се врши порибување со помали количини, но она што се вади за потребите на рестораните во Албанија е несразмерно поголемо. Пастрмката таму се служи сосема легално и без никакви правни консеквенции. Акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор годинава во Охрид ќе гради 2 згради. Завршување и предавање во употреба на објектите се предвидува во текот на 2025 до 2027 година. Државата преку акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор од продажба на станови, гаражи и подроми во објекти во изградба очекува годинава да наплати околу 4,2 милиони евра. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди и услови за слаб дожд. Дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 10 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.